Почитувани присутни, почитувана јавност, добар ден. Ја отварам 11-та седница на Совет на општина Тишиново Облешево. Записникот, отварам расправа по записникот од 10-та редовна седница. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не повели. Благодарам, председавач. Значи, на мената седница, лично на моје барање беше, по точка предлози, прашања и барања, да му пренесете на градоначалникот, бидејќи не беше присутен, дали има намера да почне со исплатата на советничките паушали. Благодарам. Може ли тоа? Преземавте обврска? Може тоа во прашање, после во последната точка. Па не, па мора да влезе у записник, затоа што јас имам веќе предложено и сега нормално дека одговорот треба да влезе у записник сега. Значи, тоа ми беше прашањето, значи мислам дека се имаше разбирање, веќе се поминаа многу. Градоначалникот тука ќе одговори на прашањето. Па затоа и интервенирам, да. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување. Молам да гласаме. Кој не гласал? Некој не гласа? Не може? Еден не гласал, Кој не е гласал? Уште еден. Бранче, гласаше ти на тоа или не? Да. Воздржан сум. Воздржан. Ти гласали? Гласав ја. Еден не е гласал. Значи, со 9 гласа за и 2 воздржани, констатирам дека записникот е усвоен. Записникот од Комисијата за финансии и буџет, отварам расправа по него, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го ставам на гласање. Молам да гласаме. Да затворим ова треба. Што на професор? И потврди. Започни гласување. Така,
Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека записникот е усвоен. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Како прва точка, информација за состојба за наводнување во општина Тишиново Блешево за пролетна сејда. Втора точка, барање за усогласување на Советот за надзорен одбор на ЈПКД Облешево со законите за јавни предпријатија. Како трета точка, барање од Ило Ваневски до Совет на општина Тишиново Блешево. Четврта точка, предлог одлука за исправка на техничка грешка. Пета точка, предлог програма за канцелариско и архивско работење на општина Тишиново Блешево. Шест точка, разгледување на предмет за отстранување на тополи од јавна површина во село Соколарци. Седма точка, барање за именување на нов представник за член на училишен одбор на ОУ Климент Охридски. Осма точка, барање за еднократна парична помош за Весна Стоева. Девета точка, подмештување на одлука со архивски број 09-873/7 од 5.5.26 година. Десета точка, одлука за разрешување и именување на член на управен одбор на ЈОУ детска градинка Звездички во Тишиново Блешево. 11 точка, предлог одлука за отстапување за користење на ситен инвентар телескоп на ОУ Страшо Пинџер Соколарци. 12 точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на заедничко јавно предпријатие оригинално управување со отпад Еко Исток, Североисток, Свети Николе. И 13 точка, предлог одлука за утврдување на начинот на финансирање и обезбедување средства за тековно работење и одржување на заедничко јавно предпријатие и регионално управување со Еко Исток, Североисток, Свети Николе. И како последна точка, предлози, прашања и барања. Ви молам, кој бара збор, за дневна дали има некој повеле, Бранко? Благодарам. Значи, само ќе морам да нафрлам дека неколку точки за месец мај од програмата на Советот се испуштени. Мене конкретно и посебно ме интересира точката околу одржување на уличното осветлување. Мислам дека требаше да има информација. Пошто многу луѓе ме прашуваат, знам дека веќе комуналното не работи со уличното, ако не се лажам. Значи, пошто ме многу луѓе прашуваат, не знам кај кого луѓето да се обратат. Значи, кој е задолжен за уличното осветлување? А гледам дека ја нема како точка, а треба да биде во месец мај. Тоа е едната работа. И имам исто предлог за дополна на дневниот ред. Тоа ќе биде на крајот пред предлози, прашања и барања. Информација усмена од градоначалникот за досегашните преземени активности за санација на мостот на река Брегалница кај село Теренци. Да појаснам, мислам дека горе-долу сите знаете која е состојбата, каква состојба е мостот на река Брегалница. Знаците се однесени, мостот е паднат, значи немаме информација веќе од барем од некои стручни луѓе дали е безбедно што минеме и со лесни возила некни, добро и директорот што е одека сега на водостопанство, некни пред мене се случуваше, иако пред тоа беше ограничена тонажата на 5 тони, некни кога се влекачо ја носеше машината, директоре зелената на водостопанство, минеше преку мостот. Значи, јас мислам дека тоа е над 5 тони. Не е само влекачо што ја носеше машината на водостопанство, него секојдневно ги гледам, се повторува истата приказка, се шверцуваат со тешки камиони, со огромна тонажа повторно. Значи, добро би било градоначалник, пошто во Теренци веќе покрената една иницијатива, луѓето сами да се организираат, и обеќав, ветив дека ќе ви го поставам ова прашање, до каде е работата, дали имате некои активности преземено до сега, доколку имате преземено, кои се тие и дали воопшто, ако немате преземено, зашто немате преземено. Значи, ова не е мое измислено, значи ова за ова стојат добар дел на граѓани од село Теренци, ме задолжија да ви го поставам ова прашање. Благодарам. Тоа ќе го ставим во прашање.
Ќе го постават како прашање, ќе го одговори. Како точка ќе биде упрашање. Добро. Како се договорите, не е проблем. Да, во прашање. Исто е. Добро, тоа ќе ја поставиш, Во- кој ќе биде точката за прашање. Да. Или веќе е поставено, па ќе одговори, Ќе одговори. кој ќе биде точката за прашање. Добавачи. Информација и прашање мене ми исто. Добро. Исто ќе одговараш и на информација, исто ќе Поред. одговараш и на Ќе прашање. одговориме по Тоа е. последната точка. Океј. Дали некој друг бар разбор? Бидејќи некој не разбор, дневниот ред го ставам на гласање. Молам да гласаме. Александър, гласаш си сега, не? Грозно. Бранче? За. Со 11 гласа за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на првата точка. Информација за состојба со наводнување во општина Чешиново Блешево за пролетна сејба. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден е веќе. Пријатна работа ви посакувам. Прв пат сум на седница на совет на општина Чешиново Блешево, кој сум раководител на подружница Брегалница. Наводнителна сезона официјално кај нас почна околу 20 април. На територија на општина Чешиново Блешево првите количини на вода беа испорачени околу 28 април. Прво беше Давчево Топола зафатено, паралелно значи од дека 7 и до заклучно со 6 и 7 мај беа запуштени сите захвати од магистралниот канал и од река Брегалница. До сега, значи, наводнителна сезона трае повеќе од 30 дена, не останало значи уште добри 100 дена за да ја завршиме успешно наводнителната сезона. До сега имаме потрошено 17 милиона метри кубни вода од Брана Калиманци. Во Брана Калиманци ни преостануваат уште 105 милиона метри кубни вода, значи од аспект на вода во резервоарот има, ќе не биде проблем со дистрибуцијата, доколку биде хидрометеорологијата позитивна, ќе биде полесна наводнителна сезона, доколку имаме екстремни температури, топли, значи тогаш ќе биде потешко. На територијата на општина Чешиново Облешево има околу 2500 хектара под орис. Сметаме дека ќе успешно завршиме сезоната. Во изминатиот временски период, значи активно во стопанство Брегалница со завршување на наводнителната сезона 2025 од 15 септември цело време работиме со 2 до 3 градежни машини. На територијата на општина Чешиново Блешево мислам дека оваа сезона имаме завршено доста многу работи. Бугарскиот канал го очистивме, река Кочанска, каде што загрозуваше населеното место Блешево, ја средивме. На Брегалница се работи на 2 делници, кај Кучишиново, кај Керамидница, таму регулиравме, исто така се уште траат работа, активност и регулација од Тенански мост до Гумена преграда. Обводниот канал го очистивме. На територијата на Чешиново Блешево има изчистено повеќе од 200 км земјини вади и канали. Тоа е во кратки црти што имаме сработено ние. И мислам дека успешно ќе завршиме наводнителната сезона 2026. Благодарам.
Отварам претрес по точката, молам кој бара збор. Повели Гроздан. Благодарам, председателе. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани гости. Сакам да го прашам директорот на водостопанство, добро раководитело, не се деградирате, може и така. Добро, знам, добро, извините. Знам дека сте компетентни многу работи. Сакам да ја прашам, има точка на дневен ред отстранување на тополи на Република Македонија Соколарци. Дали Советот е надлежен да донесе одлука да се отстранат? Или треба да се препрати на Министерството за македонски шуми? Во реки и речни корита ние сме надлежни, а надвор од реки и речни корита надлежно е Министерство за Од шуми, да. Значи Советот не е надлежен да донесе такви одлуки. Во населено место не знам закон, во населено место може би зборам јас во реки и речни. Да, знам. Не знам. Не знам дека запознаени да не гласаме такви работи ако не сме надлежни. Во населено место не знам закон како е, а надвор населено место каде се реки и речни корити е водостопанство, а надвор од реки и речни корити е македонски шуми. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повели Ранко. Да искористам приликата или присуството на директора, само кратко прашање. Докаде е со левиот канал? Гледам имаше некои активности. Докаде се дојде? Добро прашање. Левиот магистрален канал, значи од 94-та година е функционирал до 94-та година, после тоа има инцидентно функционирано. Оваа година во работниот план на АД Водостопанство на Република Македонија имаме задача да го средиме левиот магистрален канал, да го очистиме. Делницата Теранци Бурулчево треба да го очисти една општествено одговорна фирма, каде што моментално има затојување таму на работни активности поради што наводно липкерот е во дефект, ремонтажа, а другата делница Бурилчево Аргулица е веќе средена, а според нашиот план од Теранци до Виница треба ние да го чистиме со наша механизација. По планот и динамиката требаше да стартувавме од 15 мај, но имавме други споредни работи непредвидени. И мислам дека од понеделник ќе почнеме со 2 градежни машини, место со една со 2 градежни машини, докај 15 јуни ќе биде комплетно очистен левиот магистрален канал. 15 јуни. Да. По тоа што според работниот план што го има. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Сакам ако не. Повели Градоначалник. Благодарам, председателе, да искористам јас можноста да го поздравам раководителот на подружницата од Кочани, АД Водостопанство Брегалница, и да јавно сакам да му се заблагодарам за целосната соработка што ја имаме со Водостопанство Брегалница и како дирекција и како подружница, и апелирам да продолжи соработката и понатаму, затоа што ова е една од ретките години кога можеме да се пофалиме дека и кога беа поплавите и кога требаше да се испорача навремено водата, тоа го прават во најдобар можен начин и се грижат за потреба на водокорисниците. Да продолжи оваа соработка и понатаму со општина Чешиново Облешево. Фактот што тие сега се и со надоградена механизација ми дава за право да се надевам дека дел од услугите кои што може да ги испорачат на нас како општина, а и така како ни се потребни, ние ги немаме како ресурси и механизација. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи таа соработка и ќе допринесе да една општествено одговорна компанија, државна компанија, да се грижи и за подобрување на состојбата на населените места што ги зафаќа општина Чешиново Облешево. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи не бара, молам да гласам.
Пријатно. Со 10 гласа за, 1 воздржан ја усвоивме информацијата која сте посвоена. Преминуваме на втората точка. Барање за согласување на Советот за надзорен одбор на ЈПК да Облешево со законите за јавни предпријатија. Повели директора. Благодарам. Барањето, причините за ова барање се доставени во писменото барање кое го доставивме во работните материјали до Советот и се работи за едно усогласување. Имено ние имаме една ситуација со одборите на предпријатието. Тоа е конкретно управен кој брои 5 члена и надзорен одбор кој брои исто така 5 члена, што е една пракса која била од секогаш во функционирањето се назначуваат тој број на одборници. Меѓутоа законот за јавни предпријатија е различен и има тука одредба каде што бројот на членови треба да биде 3. Така да, како што е наведено во самото барање, значи ќе треба да го редуцирате, да се редуцира бројот на членови од 5 на 3. Сега ние имаме таква ситуација да од овие 5 назначени, еден член никош не е ни присуствувал. Тоа е Александра Гицова од Теранци. Практично не е ни верифицирана, така да претпоставувам тоа е ја прави прв кандидат за изземање и со цел да биде тоа по договорно, ја ги информирав членовите на одборот, ако некој има доброволно желба да се повлече, и во таа ситуација имаме, за тоа се јави Александра Јосифова од Соколарци, така да за да не се прават некои мислам тоа би било најлесниот начин за да се направи оваа редукција со овие двајца членови да се иземат. Тоа. Благодарам. Отварам претрес по точката. Молам кој бара збор. Повели Залов. Благодарам, председателе. Сакам да го прашам директорот, ние се слушнавме пред недела со вас. Знаете каква состојба се на пашата урасната трава. Пат Облешево од Чифлик, таму са, мислам дека највеќе го користам тај пат и гледам дека има многу од нашите најмили дечињата се возат со точаци и ролери. Ќе биде касно кога ќе настане некоја катастрофа. Залов. Може ли во прашање после да го поставиш како прашање? Дојде директорот, после може нема да ги нотиде да го прашам сега. Ајде, повели. Вие ми спомнате дека машината е расипана, со тримери неизводливо. Значи, кажете ми на кој начин таа трава треба да се искоса? За да биде безбедно сообраќајно. Ја кога се слушнавме последен пат, беа очекувањата дека косачката ќе биде поправена за многу пократко време. Меѓутоа дефекот е многу поголем, практично е целата размонтирана. На неколку пати, сега да не објаснувам каде точно се останува проблемите, меѓутоа до ден денешен не е санирана. Планот е шом ќе биде завршена да продолжи со косењето. Меѓутоа, за жал во моментот ја немаме исправна и немаме друг начин да ги поминеме тие банкини. Ние не можеме да позајмеме некоја косачка да ги искосиме. Те... Што е стварно терна многу непрегледен. Ајде, не да може да се случи некоја сообраќајка, ама таму се дечињата. Цело време возат со точци со ролери. Нема никаква прегледност. Сега ние не можеме да бидеме одговорни за безбедноста на патиштата. Да, ама тоа е поради одговорноста, треба Значи... да се извршуваат тие задачи, треба да се косат. Трава. Нека се најде косачка, нека се позајми, нека се искосе травата. Не само Чифлик Облешево, него мислам цела општина е така, урасната трава. Да, точно е. Значи, погодото последната недела, значи станува веќе алармантна ситуацијата со тревата. Претходно имавме нешто кое може да биде, толерирано, меѓутоа не можеме ништо да прецениме додека не ја способиме таа машина. И искрено се надевам дека ќе биде во наредните ден-два оспособена и ќе појде поредно. Што може побрзо да се... Благодарам. Може ли да завршиме точката, па ќе одиме да работиме по точката, па после ќе замолиме
директорот да одговори. Значи, Повели Бранко, во врска со точката, ќе замолам. Ајде. Да, во врска со точката, значи да, меѓутоа после ќе ни отиде директор и Па не, зборете, нема проблем сега. Значи во врска со точката, дали е точно дека се поканати, еве конкретно за Александра Гицова, прашувам. Канета е, а не доаѓа. На управен, на надзорен зборам. Дали општо и поканета? Или Првично е поканета. Првично е поканета, инаку не знам да ја не ја ни познавам особата, ние немаме ингеренција во тој дел, советот ни назначува тие лица и не знам од кои причини никош се нема појавено. Па не, сега ако бришиме некој, нели, ако е оправдано, ако е канета, а не доаѓала, значи за мене е во ред. Сега, дали е стварно канета, а не доаѓала? Значи првично за конституирање на одборот беа поканети сите членови и се одзваа сите без неа, четворица. И цело време функционираме со кворум од четворица. И толку. Значи да председател да се изјаснам дека ќе гласам воздржано околу ова, значи нема цврсти аргументи дека се канети, а не доаѓале. Значи ова некако си оди, не знам по кој редослед, тие двајца ги бришеме, другите остануваат. Значи гласам воздржано. Значи имам уште после неколку прашања да не ни отиде директор. Ќе го замолиме, да. Во ред. Дали некој друг разбор? Повели Грозда. Благодарам, председателе. Сакам да реплицирам на колегата Владко у вези... Не може. Сега кажавме, за после сега врска со точката. Дали некој друг разбор? Бидејќи никој не бара, молам да гласаме. Со 9 гласа за, 20 воздржани, констатирам дека барањето за иземање на Александра Гицова и Александра Јосифова од надзорен одбор е усвоено. Преминуваме на третата точка. Барање од Ило Ваневски до Совет на општина Тишиново Блешево. Па за прашање, ако сакаш малку да завршим. Да. Да останеш, да. Остане ќе упрашање, имаше 5 точки. Имаш време да испушиш едно цигари и да дојдеш па. Ајде. Да. Преминуваме на третата точка. Барање од Ило Ваневски, Совет на општина Тишиново Облешево. Отварам претрес по точката. Повели градоначалник за третата точка. Благодарам, председателе. Барањето се однесува, го имате ми се чини доставено до вас. Од Ило Ваневски од Облешево се работи за семејство од социјално загрозен ризик и семејство кое што користи општински простори во старата општинска зграда во Облешево. Поради тоа што таму планираме некои градежни активности и уредување на тој простор кај што моментално тие се згрижени и сместени. Во меѓувреме е започната изградба на некоја куќа која што треба да биде нивна собственост и да се преселат, но е констатирано дека таму е тешко да се приклучи електрична струја, енергија, односно струја, и по иницијатива на мене како градоначалник и на неколку активисти во село Облешево се пристапи кон тоа да се најде начин како најлесно да им се приклучи струја и да тие луѓе можат да се иселат од општинските простори и да се преселат во нивниот дом на друга локација. Поради тоа што се работи за семејство од социјална категорија и не се во можност да го платат приклучокот, затоа барам од Советот да даде согласност тој приклучок да биде платен од сметката од буџетот на општината, се со цел за да може просториите кои што сега ги користат општински да бидат ослободени и таму да
се уредува така како што е замислено според урбанизацијата на населеното место. Се надам дека ќе најдем на разбирање кај вас советниците за оваа работа и од неопходноста да се плати таа сметка која што е потребна за да се приклучи струја во домот кај што треба да се вселат сега. Благодарам. Благодарам. Отворам претес по точката. Кој има разбор? Бидејќи никој нема разбор, ставам на гласање, молам на гласање. Кој не гласал? Бранче, гласал ли ти? А? Бранче, не си? Воздржан. Констатирам дека барањето усвоено со 9 гласа за и 20 воздржани. Преминуваме на 4-та точка. Предлог одлука за исправка на техничка грешка. Повели Емилија. Значи, исправка на техничка грешка, ова е грешка од администрација, дешава се на сите што работиме. Во програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти 24, 25 и 26. Сега грешката е наместо блок 6, треба да стои блок 16. Сега не можеме да исправаме одлуки, мораме да донесеме нова одлука, а веќе е донесена ова сега. Отворам претрес по точката, кој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, молам да гласаме. Не треба. Бранче? Со 10 гласа за и 1 отсутен, констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Преминуваме на 5-та точка. Предлог програма за канцелариско и архивско работење на општина Тишиново Облешево. Повели Емилија. Значи, оваа програма што се донася е законски секоја година да се изгласа на Совет. Програма за канцелариско и архивско работење во општина Тишиново Облешево. Во програмата е наведен начинот и постапката секој еден документ како се архивира. И после архивирањето од како ќе заврши од канцелариите, нели, како се стават доле во архивата. Чи на кратко ја можам да ви прочитам, ама имате го документот сите кај вас. Со оваа програма се уредуваат организацијата, начинот на воспоставување, водење, управување, заштита, чување и евидентирање, класифицирање, архивирање и користење на архивскиот материјал во општина Тишиново Облешево. Значи, законски е дека мора да има програма еднаш годинашно. Благодарам. Отворам претрес по точката. Молам кој ба разбор. Бидејќи никој не ба разбор, предлог програмата ставам на гласање, молам да гласаме. Бранче? За. Со 10 гласа за, 1 отсутен, констатирам дека програмата е усвоена. Преминуваме на 6-та точка. Барање за разгледување на предмет за отстранување на тополи јавна површина село Соколарци. Повели градоначалник. Благодарам. Со оглед на тоа дека станува збор за барање кое што се повторува од некои од минатите седмици, не конкретно за ова барање, туку слично на некои други барања кои што сме ги имале за отстранување на дрвја од
јавни површини кои што представуваат опасност за околината. Со оглед на тоа дека веќе сме во фаза на постапување по претходните барања и веќе на 2 локации се отстранети дел од такви дрвја кои што представуваат опасност за околината, па затоа предлагам ова барање да се разгледа дополнително од службите и да се пристапи кон негова реализација во иднина, доколку се процене дека навистина таквите дрвја загрозуваат безбедноста на граѓаните во блиската околина. Инаку, по претходните барања кога веќе да искористам и приликата да ви информирам дека по претходните барања безбедно се отстранети дрвја од во населени места Чишиново и во пазарот во Облешево. Така да по пракса на претходните постапувања ќе се постапи и во блиски дни на ова барање, доколку службите проценат дека таквите дрвја ги загрозуваат безбедноста на граѓаните од тие населени места. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, бидејќи ќе биде проследено барањето, точката ќе ја повлечам. Преминуваме на 7-та точка. Барање за именување на нов представник на член на училишен одбор ОУ Климент Охридски. Повеле Емилија. Значи имаме барање за именување на нов представник за член на управен одбор. Основното училиште Климент Охридски бара од Советот на општина Чишиново Облешево да назначи нов представник за член на училишен одбор во училиштето, поради престанок на мандат на сегашниот представник од основачот или Советот на Мара Стојанова, да. Благодарам. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Повели Бранче. Благодарам. Значи, имаме на дилема кај мене. Треба да биде и завршува мандатот, нели? Значи, Поради престанок на мандат. Он веќе е била до сега член. Да, и сега се тражи нова личност или? Нова личност која она сака, она изразува желба да остане управен одбор. Па Член, да. училишен. Училишен одбор, да. Еве мој предлог е, бидејќи веќе има искуство во тој дел, 4 години, мислам дека ќе биде доходовно и корисно да остане уште еден мандат. Тој е мој предлог, да остане уште еден мандат. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, значи предлогот за Марија Стојанова го оставам на гласање. Кој е за? Се извинувам, ајде да не ја повториме истата грешка како и претходно, да ја разрешиме. Да. Значи, Ама и престанува на неа. Престанува, значи тие се со назначување од мандатот 4 години, ако не се лажам, значи на неа веќе престанува во училишен одбор мандат. Значи, не, јас што разговарав со Александар од Виница.
Значи, констатирам дека мандатот на Марија Стојанова е завршен и преминуваме на избор на нов кандидат, тоест истиот кандидат Марија Стојанова. Веќе го изгласуваме. Бранчите? Јас веќе предложив, што значи дека ставам пред. Значи, со 11 гласа за, констатирам дека предлогот, барањето е усвоено. Преминуваме на 8-та точка. Барање за еднократна помош, парична помош за Весна Стојова. Емилија, ти? Ајде, повели, Емилија. Вака, Весна Стојова, знаете, кој не знае, значи наш вработен е, моментално е на болување, прима хемотерапии и не е во добра состојба. Има поднесено барање за еднократна парична помош за лекување. Значи, на неа неминовно и се потребни финансиски средства. Претходната година, 2025, имавме едно барање и е одобрено и е исплатено барањето во ноември месец. Законски, на годинашно може поеднаш да се исплаќа на секој. Сега, кај нас буџето, реално, и не е во кој ти знае каква пофална состојба, мој предлог, а и сите наши колеги се сложија, да собереме кој колку може и повише ќе собереме од колку, например, да се согласеме за еднократна парична помош. Први земеме ли плата таму, први пети, да се собереме сите со список, еве ја ќе земам за одговорност и ќе ги дадеме парите лично на рака, да не одеме со оваа со еднократна пари. Затоа што ние да го изгласаме сега пример, не се знае која ќе го исплатиме. А она е моментално во лоша состојба. Благодарам. Дали некој бара збор? Значи, бидејќи вработените, како што истакна Емилија, ќе ги соберат парите, точката ќе ја повлече на гласање, парите ќе бидат дадени. Преминуваме 9 точка. Поништување на одлука со архивски број 09873/1 од 5.5.26. Повели Емилија. Сега вака. Претходно што го искоментираме, дека ваа одлука ја донесевме на претходниот совет. Ја избравме, Министерството за социјална политика, демократија и млади, ја предложи Мелита Ацева. И ние донесевме одлука. Ја пак ќе кажам, слушнав си со Ацо од Виница, он рече не е никаква грешка, ама најдобро е да одеме да се во одлуката да се пише во член разрешување на тај член и назначување на друг. Значи ваа одлука ние веќе ги изгласавме, само моја техничка грешка е што не ми е напишано во член 1 во одлуката разрешување на Данче Станкова и назначување на Мелита Ацева. Вие се тие две точки. Прво да одеме на поништување на одлуката од претходниот совет и 10-та точка е одлука за разрешување и именување да се ја направиме како што треба. Не е грешка, рече и вака да стое, ама па да си стоеме со закони. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. За разрешување. Сега преводиме за поништување на одлуката од претходната 9-та точка. седмица. Да. Уште ден нема гласам. Бранче? Јас. За. Извини.
Констатирам дека со 11 гласа за одлуката за поништување е донесена. Преминуваме на 10-та точка, одлука за разрешување и именување на член на управен одбор на детска градинка Јуд Звездички. Значи во е истото што ја објасни в точката. Да. Ве молам да гласаме. Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на 11-та точка. Предлог одлука за отстапување за користење на ситен инвентар телескоп на ОУ Страшов Пинџур Соколарци. Началник, повели началник. Благодарам. Станува збор за опрема, односно телескопи кои што се добиени со проектот за учество на фестивал за штркови од фондација Европска и кои што телескопи моментално се во просториите на општината и зафаќаат, да не речем, место непотребно и по моја иницијатива и во договор со директорите во двете основни училишта, тие телескопи ќе бидат дадени на користење на учениците од нашите училишта и ќе бидат функционални, ставени во функција за сите граѓани кои што ќе сакат да ги користат. Затоа предлагам да донесеме одлука за отстапување, односно давање на користење на овие два телескопа, по еден на двете основни училишта и со препорака да ги чуват за да може да се користат од страна на учениците. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Кој не е гласал? Еден не е гласал. За. Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на 12 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлука за основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко Североисток Североисток Свети Николе. Повели гранчалник. Благодарам. Сакам да ви известам дека станува збор за две одлуки кои што се поврзани една со друга, но по редослед ќе одиме една по една, а јас објаснувањата ќе ги дадам за двете точки. Станува збор за формирањето на комунално предпријатие кое што треба да управува со регионалната депонија што ќе ги опфаќа двата региони, источен и североисточен. И веќе неколку состаноци се одржуваат на таа тема, заеднички состаноци на двата региона, на кои што состаноци се договара начинот и динамиката како ќе треба да почне да функционира оваа регионална депонија што ќе биде сместена во Свети Николе. Во делот на материјалите што ги имате доставено, таму ви се сврстени сите податоци во врска со тоа што треба да го изгласате. Но јас вака на кратко и поопшто ќе ви објаснам зашто всушност станува збор. Во двата региони учествуваат сите општини од тие региони и потребно е секој од советите на општините кои што се опфатени во овие два региони да ги донесат овие две предлог одлуки, се со цел да може да се отпочне со функционирање на ова јавно предпријатие кое што ќе управува со таа регионална депонија. Моментално јавното предпријатие е формирано, но не е ставено во целосна функција, односно треба да се изберат и управни, надзорни одбори. Има само изберен директор на јавното предпријатие кој што е избран уште некаде
ми се чини 2016 или 2017 и од тогаш навака тоа јавно предпријатие не е ставено во функција. Затоа е потребно сега да се донесат овие одлуки и да се пристапи кон избор и на управен и на надзорни одбори и понатаму да се обезбеди буџет за функционирање на ова јавно предпријатие. Не на последната, на претходната седница на Советот на региони го ставивме ова на дневен ред, беше на дневен ред и беше предложено од страна на директорот на тоа комунално предпријатие, Екоисток, Североисток, Свети Николе, да секоја од општините обезбеди финансиски средства според глава на жител. И тоа беше прифатено, но не беше прифатено, односно од мене беше реагирано дека средствата кои што они ги поборуваат се доста високи, односно беше побарано по 60 денари од глава на жител за да може да почне да функционира тоа јавно предпријатие. Јас констатирав дека нашата општина не е во состојба да плати толку високи финансиски средства и после тоа испадна дека и другите општини не се согласуваат и предложив тоа да биде 10 денари по глава на жител за овој период додека да се стави во функција јавното предпријатие. Таа одлука беше прифатена едногласно од сите градоначалници на општините и се донесе одлука дека советите треба да гласат за одлука во која што ќе стои дека секоја општина е должна од буџетот да одвои по 10 денари до крајот на јуни месец, по 10 денари од глава на жител и да се обезбедат средства за функционирање на тоа јавно предпријатие. Така да овие одлуки што ќе ги носите заедно една по друга се однесуваат на формирањето на структури на тоа јавно предпријатие и обезбедување на буџет за негово ставање во функција. Предвидувањата се дека таа ќе следува сега многу брзо јавна набавка за изградба на таа депонија која што треба да биде сместена во Мечкуевци и Свети Николе и доколку оди секако што треба, некаде во септември месец треба да биде завршена постапката, јавната набавка, односно постапката и да се избере изведувач и да отпочне со градба, па така да некаде од наредната година би се ставила во функција и на општините, односно би почнала со функционирање и таа депонија да почне да ги обслужува и да го добие вистинското потребното име како регионална депонија за двата региони од Исток и Североисток. Ако има дополнителни прашања во врска со материјалите, тоаш може да разговараме. Тоа е начелно за двете точки што следуваат и 12 и 13, ако треба дополнително некои дообјаснувања, ќе ги објасниме, но ова е законска обврска на сите совети на општините и сите совети ќе треба да ги донесат овие одлуки што ќе бидат поврзани со регионалната депонија за да може да се стави во функција. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по точката, ви молам кој бара збор. Бидејќи никој нема разбор, ви молам да гласаме. Кој нема гласа? Мрач? За. Со 7 гласа за, 4 воздржани, констатирам дека предлог одлука е освоен. Предлог одлука за утврдување на начинот за финансирање и обезбедување и оваа точка ја ставам на гласање, бидејќи беше објасната. Молам да гласаме. Бранче?
Кој не гласа? Ајде, добро. Со 7 гласа за и 4 воздржани, констатирам дека одлуката е усвоена. И преминуваме на последната точка, предлози, прашања и барања. Ќе ве замолам, прво ајде прашањата на директорот на комуналното, за да го слободиме, и прашање поставете за да добиете одговор, да не правиме пазар, ако може така. Благодарам. Кој бара збор? Повели, Бранко. Кратки се. Можеш и пред малку, ама окей. 2-3 прашања, директоре. Истото да не се повторам со Владко, значи патиштата се катастрофална состојба, со непрегледни, трава, ураснато, ко джунгла е. Гледам таму со тримери, малку прематеранци на острата кривина работеа, меѓутоа, тоа јас што го гледам, а веројатно и по другите места, меѓутоа, еве кажавте дека косачката не фрет. Инаку, минатите 4 години јас го косех тај пат, облешува теранци, да, со мојот трактор јас го косех. И мене ми е косачката сега расипана. Значи, веќе на тоа дадовте одговор и имам реакции за те одговорите со тополите у пазар. Од тезги, од луѓе, за тополите. Едноставно, нели, сметаат и тражат да се изчисти простор и да заличи на нешто. Тоа е другото. И уште едно прашање, вчера бев, се работи за лицето кој што има дуќан ваму, преку патот, со канализацијата запушена со Бранко Максимов. Значи, вчера ме повика, бев таму, точно, значи, што е проблемот таму? Значи, бев таму, гледам нешто е работено, нешто сечено, нешто правено страна на комунално предпријатие, меѓутоа тоа е запушено и е страшна работа таму. Мислам дека и кај вас има доваѓано, значи, што е проблемот таму, ми е зборот. Тие се прашања, толку има. А од обратен редослед, за Бранко Максимов, да, он има доаѓано кај нас и он има индивидуален, неговиот случај индивидуален проблем. Значи има проблем со индивидуалниот приклучок. Таму нема проблем во линијата, канализационата линија што е наша одговорност. Таа е протечна, нема никакви нити запушувања, а они во нивната инсталација каков проблем имат и што има треба да си го решат. Тоа не е наша, нити имаме луѓе, нити имаме обврска да решаваме такви проблеми. Искрено знам дека таму имат некои проблеми и тоа проблемот е во дуќанот, во нивната инсталација. Мрежата нема ништо. Во делот на пазарот, значи тие тополи кои се бутнаа, тоа стварно е премногу материјал, премногу дрво беше изнесено, беа луѓето ангажирани, голем дел на голем временски период на средување на тај огромен материјал. На тај материјал беа многу тракторски приколици со гранки исфрлени, дел беа трупци што исечени, донесени кај нас во кругот за огрев, меѓутоа остана уште нешто кое не е можно со алатите кои ние ги имаме да го решиме. Приоритет беше тај материјал да се тргне од паркот, за да не го наградува простор, имаше таму многу расфрлано ѓубриште. Оно од останатото остана да беше ангажиран баѓерот да го барем, ако ништо друго, да го прибере во еден ќош, за да не биде расфрлано по пазарот. Сега последно гледам дека баш претходниот викенд и црковниот одбор се нешто работиле таму, има некои дрва кои се сечени, па влечени во тај дел да бидат таму раструпувани, што е дополнително создадено повторно некој додатен материјал кој останате таму, не знам ќе го решават ли или е земено тоа што треба, како и да е, значи во најголем дел тоа што беше таму е отстрането. Останува секако дел кој треба да се санира, и за тоа е потребно луѓе и време, имаме редовни обврски кои исто така ни остануват и не можеме да го решиме тоа во еден потек, во една етапа, значи треба повеќе кратно. И за патиштата, повторно да кажам, значи стварно разбирливи се реакциите, јави се значи таква состојба, меѓутоа мора да разберете дека комуналното има секој луѓето од
јавното предпријатие се секојдневно ангажирани на бројните задачи, значи барања и редовни задачи имаме проблем да ги постигнеме со тековниот ресурс на вработени. Меѓутоа треба да знаете дека секогаш приоритет се ќе бидат оние дејности кои ни се основни дејности кај нас. Патиштата, нивната и сообраќајната безбедност не е нешто што е под надлежноста на јавното предпријатие. Ние ги косиме банкините, таа обврска сме ја преземале од моментот кога е купена таа ротационна косачка. Значи пред тоа не е имало тракторска косачка, банкините не се биле обврска на комуналото. Меѓутоа наш приоритет секогаш е основните дејности кои ги наплаќаме директно од корисниците, а тоа се отпад, водоснабдување таму кај што го имаме, одржување на гробишта и одведување на отпадни води. Повели Вранко. Се сетив кога се до вашите надлежности околу сметот ѓубрето. Сега, значи во понеделникот не беше собирано, зборам за теранци. Минатиот понеделник иста приказка беше. Дали сте информирани? Значи јас реагирав кај Стево, ви бевте на пат за Скопје. Ми беше кажано, значи некој сакал, некој не сакал да си ја врши работата, зборам за минатиот понеделник. Така, знаеш го проблемот. Мислам дека таму има нарушени некои меѓучовечки односи кои што вие треба да си ги решите. Повеќе не одам потому. Сега понеделникот беше празник, ако не се лажам, требаше по некој редослед вчера. Нема, денеска исто нема. Значи 2 недели утки правиме. Тоа ми е. Добро, имаше некоја ситуација за минатиот понеделник, кога беше недовршено село Теранци, истото беше, основниот дел кој беше недовршен беше завршен наредниот ден во вторник. Сега за празничните денови имаме, оваа недела е скратена, имавме продужен викенд претходниот викенд и наредниот исто така продужен. Беше ми намера да објавиме да известување каде што ќе преземеме обврската прерипаните денови да бидат компензирани во понеделник, да бидат компензирано во вторник, а тие што ќе бидат рипнати во петок да биде компензирано претходно во четврток. Меѓутоа немаме можност да го овој викенд, оваа недела да го реализираме тоа поради тоа што сите луѓе се ангажирани во косење на гробиштата, кои сакаме да ги поминеме пред предстоечкиот празник Духовден. Треба да се поминат сите 12 села кај што сме преземале обврска, а тоа е пообемна работа, а оваа недела имаме само 3 работни дена и тај ангажман не дозволуваше да се направи овој распоред. Инаку точно е тоа, тоа секогаш тоа од секогаш така, кога има празник се прерипува ѓубрето таа недела, истото тоа ѓубре што се насобере, се подига наредната недела. Тоа е И ќе правиме диви депонии. Тоа е. Не е тоа причина, тоа не може да биде причина за дива депонија. Да. Значи, видите, не е ников проблем ако ѓубрето остане 2 недели. 2 недели. Значи сите имаме дома, имаме канти. Не е ников проблем ако се прерипа една недела да остане 2 недели. На крај крајава тоа што е создадено и од претходна недела го подигаме, секој го земаме после. Благодарам. Дали некој да го праша? Дарк? Имам прашање до директорот за Соколарци. Патиштата не е уред косачката, ама дека може со тримери и на место дека е поставен бекатон и клуп искршени и ураснано со трава. Тоа може да се очисти од страна на комуналците. Дека е за трактор, ама пример влезо на селото, ја лично имам поставено клупи, бетонирано, јас сум ги платил мајсторите и имаме 2 метра трава. Тоа не е окей. Мислам дека може да се реши. Сега за душница, ама за душница не е од почетокот на годината до сега не е окосена ни еднашка. За кој да се работи? За Соколарци. Ма не, за кој дека у Соколарци? Влезо лево од мене. Добро, ама видите, значи ипак треба сега да водиме сметка што е влезно во програма за одржување, што е надвор од тоа. Значи ние не можеме, имаме барања каде што луѓето буквално секаде дека пораснало трава очекуваат дека треба да се окосе. Тоа нити изводливо, нити имаме ние и да имаме дупол број на вработени,
неизводливо такво нешто. Секако, значи кога дојде до некоја слика која го наградува естетски просторот, треба да се реагира, меѓутоа се во рамки на можностите. Директоре, тоа не е на никој двор. Јас сум ги поставил, користат го цело мало. Постарите луѓе сите се собират таму. Тоа е на пат. И до пат се лоша слика за кој да дојде, не е добро. Имаме трава 2 метра. Согласувам се, да. И тоа прво приоритет имат програмите. Значи донесаме И програма за паркови за приоритет да има некој село 2 пати се косило, некој село не еднашка. Исто има поставено клупи, па тие клупи некој ги поставил општината. Па треба да има одржување. Скршени даски може да се замене, тоа е никаква работа. Еден да фане у едно село ќе заврши цело село едно ден. Добронамерно ништо. Да, добро. Немам. Меѓутоа Са ви кој ќе постапувате, тоа е друга работа. Ама не може у некој село да се поминува по 5 пати, у некој село не еднашка. Тоа не е на никој дворот, тоа е за секој. Како ќе ме сванете, не знам. Тоа од мене. Благодарам. Дали Така, само да кажам, значи ние сме рурална општина која нема градски центар. И сите постои некој размислување кај што луѓето размислуваат дека сите села треба да имат еднаква услуга. Значи тоа не е изводливо. Значи ипак треба да знаете дека тука вработените доаѓаат на работа. Тука е седиште на општината, седиштето на комуналното, секој дека тежиштето на активностите ќе биде концентрирано тука во Облешево. Тука имаме парк, покрај парк во Облешево ништо повеќе помалку не се обрна внимание и на другите два парка. Меѓутоа не можеме да очекуваме еднаква не поради друго, туку само поради недостатокот на луѓе. Ама еднаква услуга во сите населени места не е можно да се испорача. Ама да, ама реално, значи па добро, у Кочани како е, значи дали имат селата исти третман со градот. Ама ако нема не донесено пак е нешто пример. Ако некој не може нешто да обалува, не може. Сите се луѓе, сите. Ама тоа што го наплаќаме тука, значи како што собираме ѓубре, тука нема селекција, нема разлика. Не, ако не сте може да се собере да се очисти. Ја многу од години сум, ја лично чистил. Се ако немам време, убаво да се пушти некој од комуналното, да очисти, не е лично за никој, не е ништо посебно. Ама не е окей да има трава по 2 метра. Благодарам. Ајде, Благодарам. Почитувам директоре. Значи, не се прави селективно. Ај ви кажете на граѓаните, вие сте граѓани од втор ред, нема да ги имате истите услуги. Појдете им населените места кажете. Кај вас нема се чисти како другите села. Ама не се работи за ама да знаат луѓето дека е така. И него го е наодбирал. Поставам прашање само. Мислам дека погрешно ме разбравте. Јас сакам да кажам дека активностите на предпријатието не може да бидат дистрибуирани равномерно. Тоа во никој случај не значи дека е некаква селективност или прв ред или од втор ред. Благодарам. Повеликам човек. Во контекст на дискусијата што се развива за работењето на јавното предпријатие, се согласувам со голем дел од констатациите на советниците, реакциите кои што стигнуваат до нив од граѓаните, стигнуваат и до нас, до општината, до јавното предпријатие и верувате дека правиме надчовечки напори да се соочиме со проблемите кои што се секојдневни и кои што се од голем обем и се невозможно да се решат со токав мал капацитет на вработени луѓе во јавното предпријатие. Ние со директорот сме во секојдневна комуникација и правиме планови како најдобро да ги решаваме најприоритетните проблеми што се моментално појавени на цела територија на општината. Се согласувам и со директорот дека мора да има приоритети кои што треба да се сработат, а некој дел од проблемите може да почекат соодветно време за да бидат решени. Прост пример е со тополите у пазарот. Значи, ако ние ја посветевме енергијата за целосно рачистување на тие тополи кои што ги прават нерети во пазарот,
тоа ќе мораше да жртвува некоја друга услуга која што ја дава јавното предпријатие. Ќе нема да може да се собере навремено ѓубривото, ќе нема да може да се окосат зелените површини. Затоа верувам дека и неговата дискусија беше во таа насока дека не се дава приоритет на некој населено место, туку на проблемите кои што се јавуваат во тој момент и кои што се неопходни да се решат во истиот тој момент. Сега исто така сакам да се навратам на тоа што го зборев на почетокот на соетот, кога ви кажав дека јавната набавка не мора да биде заснована на обезбедените финансиски средства. Во овој момент немаме обезбедено финансиски средства за да купиме косачка или мулчер или нешто што ќе биде од значење да веднаш во овој момент интервенираме и купиме некоја алатка која што ќе им послужи на јавното предпријатие да завршат активноста на терен. Ама треба ли тоа ние да го чекаме моментот кога ќе имаме обезбедено финансиски средства за да купиме таква алатка, за да можеме да излегнеме во пресрет на граѓаните? Одговорот вие дајте ми. Сега тука јавно пред граѓаните. Значи, се што се прави во интерес и за добро на општината, не го сваќајте како тоа дека некој сака да го злоупотребе или да го оштете буџетот на општината. Се се прави во интерес на тоа да се подобре функционирањето на и животот на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Дали имате дополнителни прашања? Повели Залов. Почитувани градоначалник, жителите од село Чифлик сакат ваш одговор кога ќе почне конечно изградата на патот во село Чифлик. Затоа што ние имаме притисок цело време кога ќе почне изградата. Повели началник. Благодарам, советниче. Прашањето е добро, но одговорот не може да биде точно прецизен даден. Затоа што динамиката на договорот е веќе поодамна прекршена и изградата требаше да биде завршена до денеска или до овие денови. Меѓутоа од оправдани причини дел од тие работи доцнат. Неблагодарно е сега да ви кажам дека работа ќе започне од утре. Но во моментот истиот изведувач работи улица и во населено место Спанчево, со оглед на тоа дека таму динамиката на работата е во завршна фаза и според исказите на изведувачите дека таму ќе се заврши не повеќе од една седмица, односно еве да речеме 10 дена. Ако за 10 дена се заврши улицата во Спанчево, значи за 10 дена почнува со работа на улицата во населено место Чифлик. Јавно се извинувам на граѓаните од населено место Чифлик затоа што веќе еднашка претходно кажавме дека таму ќе почне да се работи за 10 дена, но еве не барам оправдување, туку барам извинување за тоа што изведувачот направи промашување во динамиката на завршување на работите. Имавме по некои наши претходни барања по наша иницијатива за станување на дел активностите во таа улица, поради проблемите со канализационата мрежа, но еве тие сега проблеми во моментот се отстранети, предусловите за да се започне со работа се исполнети, може да се започне веднаш со работа од утре, од наша страна. Но сега во овој момент изведувачот е тој кој што бара одложување на работите за некои десетина дена, се со цел да механизацијата која што работи во Спанчево заврши со работа и после тоа целата механизација да биде преместена во населено место Чифлик и да се конечно заврши и тој проект кој што и до сега требаше да биде завршен. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Повели Бранка. Значи, на почетокот кога сакав како точка да оди, мислам, за пофала е, точно. Јас цело време инсистирах на тоа, значи до градежниот факултет се има тоа вратено. Стручни луѓе да дојдат да направат увид и да констатират, нели, кои се оштетувањата и безбедноста на луѓето кои минат. Меѓутоа, како и што кажав пред малку, дека се повторува градоначалник мина шверцувањето со тешки теретни возила, се додека не дојде комисија од градежниот факултет, би било добро повторно да се ограничи тонажата. Би било добро. Барем 2, на влез и излез.
ако не повеќе. Значи, додека излезе од градежниот факултет комисија, која ќе констатира и ќе направи увид, би било добро да се ограничи повторно тонажата. Некни пред мене, пред мои очи, ви рекол, беше ограничено на 5 тони, влекачот носи градежна багерот на водостопанство, значи тоа не е 5 тона, тоа е многу тони. Вклучувајќи го влекачот колку тежи и плюс булдоже багерот што го носиш. И инаку се шверцуваат, да ви кажам. Не може некој тамо да чува стражно, меѓутоа кога ќе се ограничи со тонажа, со знак, веќе е некоја патрола полициска да помине, веќе има основ как да го казни. Вака нема знак. Што ќе му прави? Благодарам. Поначално. Да, советниче, значи не случајно ви ги доставив овие материјали дополнително со оглед на тоа дека прашањето беше наменско и се однесува на мостот кај село Теранци. Далеко од тоа дека нити јас како градоначалник, нити моите претходници не поведеле сметка дека таму има оштетување на мостот и никој ништо не преземе и не работи. Самите овие документи и архивските броеви ви кажуваат дека активноста е веќе подолг период наназад за таму постоечка, односно уште самото мое назначување за градоначалник на позицијата градоначалник, јас преземав иницијатива, односно стапив во контакти да се констатира проблемот и да се бара решение на тој проблем. Од она што може да ви го дадам како информација и за сите други и за јавноста е тоа дека општината побара од соодветна институција, односно Градежен факултет Скопје, да излезе на терен со своји проценители, односно стручни луѓе и да конечно ние имаме стручно мислење за оштетувањата на самиот мост и врз основа на тие мислења да се отпочне процедура за санација или изградба на мост на истото место каде што е сега постоечкиот мост. Со оглед на тоа дека од Градежниот факултет беа на лице место на увид, има и извештај од целата таа акција и во самиот извештај на крајот стои констатации и препораки што треба да се направи со тој мост. Кратко и ќе ви го прочитам на сите. Врз основа на добиените сознанија од извршениот преглед на мостот преку река Брегалница, кој ги поврзува населените места Облешово и Теранци на магистралниот пат А3 Штип Кочани со регионален пат 52334 општина Чишиново Облешово, може да се заклучи дека објектот има оштетување кои имаат негативно влијание врз неговата доверливост. Особено е критично оштетувањето во вид на слегнување во дел на средните столбови. Ваквото оштетување е вообичаено за мостови со ваков вид на средни столбовни фундирани во нерегулирани речни корита. Имајќи го сето ова во предвид, се препорачува воведување на забрана за одвивање на состојба на сообраќај на тешки моторни возила по мостот, редовно визуелно следење на неговата состојба и итно преземање мерки за негова санација и евентуално проширување. Што значи ова? Дека се препорачува воведување на забрана за одвивање на сообраќај на тешки моторни возила. Забраната за одвивање на сообраќај на тешки моторни возила не може да ја донесе општината. Ние немаме такви ингеренции. Значи забраната ја донесува МВР. Врз основа на овој добиен записник и овие препораки, ние ги известивме од МВР и бараме од нив тие да интервенираат и да постават сообраќајна сигнализација. Претходно општината има поставувано сообраќајна сигнализација која што беше ставена по знак прашалник на сообраќајниот инженер од Кочани, дали е правилно поставено. И беше ставено во знак прашалник дали ние оправдано интервенираме спрема луѓето кои што користат нерегуларно тој мост. Затоа ова ни беше потребно како документ, за да можеме ние врз основа, односно МВР, врз основа на стручни служби, проценители, да излезат на терен и да се справуваат со луѓето кои што нерегуларно го користат мост. Значи, во иднина секој еден што ќе се дрзне да го користи мостот, после оваков извештај, ќе подлежи на казнени санкции. Но казнените санкции не може да ги изрече општина. Има соодветна институција која што може да изрече таква казна. Ама врз основа на пишан документ. По вториот дел кај што се вели дека треба да се прави редовно визуелно следење на неговата состојба, тоа е веќе
во делот на ингеренциите на општината и ние таму постојано имаме увид на фактичката состојба. Се уште мостот не е во некоја состојба каде што покажува опасност некој дека не треба да се забрани целосно за користење или дека може по него да се поминува. Значи се уште не сме во некоја таква состојба на мостот. Но ако продолжи да се користи несоодветно и надвор од овие пропозиции кои што ги даваат градежен факултет, тоаш може ќе се доведеме во некоја таква ситуација да некој му биде загрозен и безбедноста која ќе поминува по тој мост. Во меѓувреме, преземаме мерки за негова санација, односно ќе пристапиме кон изработка на проект, кој што проект ќе треба да го изработи проектантска куќа, кој што ќе процени дали таму ќе биде потребно санација на веќе моменталниот дефект, односно проблем, или ќе се пристапи кон целосно изградба на нов мост. Тоа се активностите поврзани со мостот во село Теранци, за кој што дел од вас сакат да се представат како херои дека водат грижа многу повеќе од некој што треба да води грижа. Затоа не спиеме ние во општината, јас како градоначалник, работиме на сите проблеми што ги имаме во општината. Ваше можеби е должност да прашувате, но сепак внимавајте како прашувате и не се представувајте пред јавноста дека вие сте тие кои што ги решаваат проблемите. Благодарам на иницијативата да се заинтересирате за тоа што се случува со мостот, но ова е на некој начин доказ дека работиме на решавање на проблемите на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Повеле Бранко. Ај сега кажете ми што јас погрешно прашав. Значи информација. Не е мој производ како информација, значи тоа е реакција на луѓето. Значи не само јас, и сите овие вамо покрај мене 10 се мосто помеѓу народот и општината. Значи ви реков, тоа што го имате преземено е за пофала. Значи за пофала, ви реков првиот пат. Меѓутоа дека никој не ви каже дека вие спиете, не работите, јас сум мостот помеѓу луѓето и морам да го поставам прашање. Значи ви барам информација, не друго. Да вртите дека некој собира сега поени. Прво јас тамо живеам, значи и мене ме тангира. Јас тамо живеам. А нормално и многу повеќе луѓе, секојдневно комуникација, нормално е дека луѓе до мене ќе ме прашат. Нема да го прашат Грозде од Спанчево, значи мене. Ќе прашат Тина, ќе ме прашат мене. Јас ти тражам информација. До сега на оваа тема немаме разговарано. Ви го поставувам прашањето. Не знам што, јас имам погрешно кажано. Тражам информација. Прво се однесува за мојата безбедност и се однесува не само за жители на Теранци. Тој е фреквентен пат и фреквентен мост кај што го користат и Виница, и Кучишиново, и према Штип, и другата страна натаму. Значи никој ништо не вере. Не собирам јас поени. Мене ради мојата безбедност ми е битно да ме прашам. Прво, па после заради луѓето. Значи никој не собира политички поени. Да се разбереме. Толку. Се што е во рамките на работењето и на функционирањето на Советот и на вас како советници и во делот на прашањата и одговорите е во ред и имате право да ги поставите. Но реториката со која што се користите при поставувањето на прашањата мора да биде точна и прецизна. Јас имам впечаток дека вие кога ги поставувате вашите прашања, советниче Бранко, ги поставувате со некоја претходно замислена цел како тоа прашање да биде констатирано. Значи, ако ова беше побарано како информација, ќе беше сосем легитимно одговорено и доставено до вас како совет. Но кога вие го поставите прашањето, вие го кажавте со таква реторика како да општината не презема ништо во делот на оштетувањата на мостот кај село Теранци. Значи, ова целосно демантира и кажува дека општината презима мерки и работи на решавање на овој проблем. Значи, прашањето или информацијата е добро да биде точно прецизно представена до каде е постапката со санација на проблемите на мостот на село Теранци, а не да биде во смисла на тоа дека зошто ништо не се презема за оштетувањата на мостот. Мислам, треба да бидеме прецизни, да не даваме впечаток дека ние преку тоа си правиме некој лесен популизам. Имам право на уште. Нормално. Значи, по-прецизно од ова, еве, демонтирајте ме ако не е прецизно. Значи, гласи вака прашањето. Информација од градоначалникот
за досегашните преземени активности за санација на мостот на река Брегалница кај село Теранци. Еве, кажите ми кај има популизам, еве, кажите ми кај има политика, што не чини. Значи, формулацијата, еве ви ја прочитах, ако треба 5 пати ќе ви ја прочитам. Што ваму е лошо формулирано? Еве, кажете ми. Значи, никој не совира, повторно да кажам, политички поени никој не совира. Мене ме тангира како жител на тоа село. Дали мојот живот е безбеден, а после останатите луѓе. Не знам што погрешно имате сватено. Значи, еве, ако треба повторно ќе ви информација. Значи, до сега немам побарано. Тражам информација, усмена информација. Еве, давате писмено. И реков, окей е за тоа, за пофала. Не знам што не чини вам. Мојата констатација не се однесуваше само на конкретното прашање, а вие прегледате снимката на почетокот на седницата и ќе видите со каква реторика ја поставивте прашањето на почетокот на седницата, не сега ова што го читате. Да. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Повеле Христина. Сакам да прашам и јас у името на жителите на Чиново Блешево, кога ќе биде општината во можност да ги исплате покрај изборите што беа ангажирани луѓето. Некоја информација има дека нешто пари се пуштени, пренаменети и сега сакам градоначалника да ни одговори сега. Иако ова прашање не треба да биде упатено до градоначалникот, затоа што за делот каде што некој треба да ги спроведе изборите, иако станува збор за локални избори, се надлежност на Државната изборна комисија и поточно на Општинската изборна комисија. Значи, овие прашања треба таму да бидат упатувани. Но, пребидејќи и кај мене, еве, се јавуваат луѓе и прашуваат до каде е постапката, зошто не се исплаќаат овие парични средства, и одговорот на ова прашање треба да ви го даде Општинската изборна комисија. Но еве, јас ќе си земам за одговорност да пред јавноста, бидејќи ќе гледат веројатно седницата голем дел од луѓето. Шпекулациите во смисла на тоа дека дел од финансиските средства предвидени за локалните избори се пренаменети за друга сметка или се потрошени некаде кај што не требало да бидат потрошени, го демантирам јавно и одговорно тврдам дека такво нешто нема во општина. Финансиски средства за локалните избори воопшто нема предвидено со претходниот буџет, односно со претходниот состав на Советот и на градоначалник. Затоа, ние преку ребаланси или преку некоја друга форма ќе се потрудиме да обезбедиме такви средства. Затоа што тоа е должност според закон на општините, да ги обезбедат тие финансиски средства. Ние во моментот со ваква финансиска состојба како што е буџетот на општината, не можеме да си дозволиме, односно немаме финансиски средства за да ги исплатиме тие дневници на луѓето кои што биле ангажирани за локалните избори. Во меѓувреме, значи, ние имаме поднесено барање до Министерство за финансии да ја преземе таа обврска. Односно, Општинската изборна комисија преку органите на општината имат поднесено барање до Министерство за финансии да ја преземат обврската за исплата на дневници на членовите на избирачките одбори. Одговор по тоа барање се уште немаме добиен. И се надеваме и сакаме одговорот да биде позитивен и Министерство за финансии да ја преземе обврската. Доколку ја преземе, тоа средствата ќе ги очекуваме, односно ќе ги очекуваат членовите на избирачките одбори преку Министерство за финансии. Доколку Министерство за финансии не одговори позитивно и повторно ни ја даде обврската која што, ќе повторам, законски е на општината да обезбеди такви финансиски средства, тогаш ние како институција општина ќе бараме алтернативни решенија, односно пренамена на средства од буџетот кои што сме ги планирале за други трошоци да бидат наменети за исплата, но не сакам да зборувам за рокови, но сакам да дадам информација на луѓето дека не треба да ги очекуваат овие финансиски средства пред следниот ребаланс на буџетот на општината. Благодарам. Фала, тоа не интересираше. Фала. Дали некој друг има прашање? Повеле Вранко. Уште едно прашање имам. До градоначалник. Ме замоли одреден број на луѓе да го поставам во прашање. Се надевам дека нема политика и таму. За бараката во пазарот.
ми информираа луѓе дека ја имате издадено. Дрвената барака. Дали е точно? Прашуваат преку мене. Дали е точно и на кој начин? Веројатно дали се мисли на лицитација и тоа, нешто тај смисол. Да, тоа е. Значи, децидно одговорот е не, нити е издадена, нити се размислувало можеби на користење на таа барака за таква намена, за обслужување на граѓаните кои што доаѓаат во паркот, односно служи на некои напитоци освежителни, додека децата или луѓето го користат паркот, меѓутоа во овој момент таа барака нити е предмет на лицитирање, нити е предмет на издавање и тоа е само една чиста шпекулација, доколку го има како шпекулација. Инаку, за жал, тоа е, иако е поприлично нов објект, на неколку наврати беше оштетуван од страна на несовесни граѓани на општината и затоа еве јавно апелирам да ги штитиме сите добра од општа корист што ги имаме поставено било каде во општината и сето тоа е ставено за користење, за благодет на граѓаните. Секој оштетување во иднина ќе значи некој да би сноси одговорност за тоа што го прави. Инаку се размислува на таа тема, таа барака да биде ставена во функција, најповеќе од идејата некој да се грижи за неа за да не биде вака оштетувана веќе на 2 наврати претходно. Но во овој момент не постои такво нешто. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Председавач, остануваше едно прашање неодговорено, мислам дека се ти ги интересира. Ајде, прашањето представено за паушалите. Намерно или случајно забравивме го прашањето, ама не. Јас сакам да давам одговор на сите прашања, на тие што се лесни, на тие што се потешки. Паушалите се законска обврска, не станува збор тука дали некој сака или не сака да ги исплате паушалите на советниците. Но за жал тоа што го зборев претходно за состојбата на буџетот се пресликува и на оваа дискусија, односно за останувањето на паушалите не само на актуелниот совет, туку и на претходниот совет е прашање за кое што реално треба да разговараме и реално да се погледнеме сите во очи и да си кажеме дека состојбата на буџетот не дозволува редовно да можеме да ги исплаќаме паушалите на советниците. Но тоа не го барам од вас како оправдување, туку напротив правиме напори да средствата со кои што располагање рационално ги трошиме и користиме и за паушалите да изнајдеме можност како тековно да ги исплаќаме. Благодарам. Повели град. Благодарам. Градоначалниче, очигледно гледам имате проблеми со менеджирањето на општината во вези исплаќањето. Не може 6 месеца да не се исплати. Значи ќе најдете механизам и за нас и за сите. Може да месец платите, ќе намалите плати. Орте што набрали у Скопје? Половината ги отпушти од работа, нема финанси. Ќе најдете механизам, кај нас незаконски следува. Значи не може, може да најме разбирање, ама не може од 7 месеца еден да се исплати. Сам може се најде разбирање, а ово е превеќе нешто, мине ги сите граници. И пак треба да најдете, само штраат сите, не сакат да, сите го исто мислат, јас ќе го зборам. Само што сам глуви, не може да ги слушнете. Добро, толку ме. Советниче Грозде, јас се согласувам со вас дека должноста е да се исплатат тие паушали. Но да констатирате дека некој лошо менаџира со буџетот на општината и не знае како да ги троше парите на граѓаните е сериозно обвинување. Значи, на почетокот кажам, внимавајте со секоја изјава, со секоја дискусија што ја зборувате пред камери. Проблемот со исплаќањето на паушалите го кажав дека е реален и постои. И никој тука не кажа дека никој нема намера да ги исплати тие паушали. И ќе бидат исплатени во моментот кога ќе се создадат услови. Но, поврзувањето на паушалите за советниците со платите на работниците, на вработените и со некои други тековни трошоци кои што се редовни трошоци, во никој момент не е возможно. Не може да се запре платата на вработен или да се намали платата на вработен
за да на советникот му се исплатат паушали. Тоа никаде не постои, никој не го направил и јас нема да го направам. Дека имало отпуштање на вработени некаде, може би има, кај нас во општината нема такво дејство и се надам дека нема ни да го има. Доколку сите си ги работат професионално своите задачи и доколку сите си имат засновано редовен работен однос според законите на државата. И ако вие сметате дека половина од вработените во општината или во комуналното предпријатие треба да си одат дома за да ние ги исплатиме паушалите на советниците, ајде донесете таква одлука, бидете храбри. Бидете храбри. Значи не, дозволи ми да се искажам. Бидете храбри, но донесете таква одлука. Па тоаш ќе го направам јас, можеби тоа. Благодарам. Благодарам. За да донесеме таква одлука, мора да предложите систематизација. Па ние да донесеме одлука. Ама нема систематизација. Ако доставите нова систематизација за работните места, должен е Советот да донесе одлука. Ама не може Советот да донесе одлука, а нема предлог од ваша страна со нова систематизација. Тоа е процедурата, нема друга. Да, не би продолжила дискусија по ова. Значи, овој долг донесе е влечел и од претходниот мандат. Немало да бидат толку месеци неисплатени. Значи, овај проблем не е сега, оваа пола година. Во се влече од претходно. И претходните советници не се исплатени до крај, затоа што исплативме на вас, исплативме на ни. Они цела година уназад имат долг што треба да го земат од општината. Во не е проблем само од оваа пола година. Во се влече мандати уназад вака. Благодарам. И значи проблемот е платата на Благодарам. Бидејќи Благодарам. Може ли Дарко, може малку? Бидејќи сите точки од дневниот ред се исцрпени, ја затварам 11-та редовна седница. Ви благодарам присуство. Сега може